Јас најпрвен очекував дека некој ќе стане од партијата ВМРО-ДПМН на денешен ден 27 април и конечно да се извини за најгрозоморниот чин кој што се има случајно во ова собрание, кога на најкрвав начин беа тепани пратеници и други службеници во собранието само со цел да се задржи власт. Меѓутоа, еве 6 години поред, извинување нема, туку напротив, има наградување на оние кои што со финансиски средства од буџетот, на оние кои што го извршија тој чин. Во однос на вашето прашање, ова е прво најголемиот инфраструктурен стратешки проект кој што досега се има случено во Република Северна Македонија, во Република Македонија и во Социјалистичка Република Македонија. Изградбата на коридорот 8 и коридорот 10D е стратешки проект од национален интерес за државата. Ги поврзуваме градовите, ја поврзуваме нашата држава со околните држави и со светот со модерна патна инфраструктура. За прв пат како држава се поврзуваме кон запад и исток, што никогаш не било случено до сега, бидејќи до сега имавме поврзување само север и југ, на кој што само неколку фирми држаа монопол на транспортот и на Солунското пристаниште. Ние изградивме либерална економија, во која што либерална економија неколку фирми 30 години држат монопол на се она што од таму како стратешки производ се транспортира и се користи во државата. Од кружен тек на Балканот, со изградбата на коридорот 8 и коридорот 10D, Северна Македонија конечно станува вистинска раскрсница на Балканот, можност да биде сообраќајна и економска важна делница на картата на Европа. Тоа што беше многогодишна стратешка определба на многу влади, оваа влада денес го започна со реализација. Овие инфраструктурни инвестиции се траен влог во создавање на наследство за идните генерации. Кои се економските бенефити од овој договор? Изградбата на овој проект значи 8.000 нови работни места и нови инвестиции од најмалку 1,3 милиарди евра и номинален раст на бруто домашниот производ од 2% на годишно ниво во наредните 5 години. Поврзувањето што го возможуваат овие два коридора значи рамномерен регионален развој, подобрување на економското портфолио на државата, можности за подобра бизнис клима и можности за подобар економски регионален развој. Ако ги погледнеме регионите во државата, најсиромашни региони се североисточниот и југозападниот регион во државата. Зошто? Бидејќи немаат квалитетна патна инфраструктура во последните 100 години. Трасите кои што се градат, делниците отвораат дополнителна можност за изградба и на други објекти кои што ќе бидат од областа на услугите, од областа на туризмот и од областа на голем број други дејности кои што инвеститорите ќе ги прават и се разбира можност за привлекување на нови странски инвестиции, бидејќи странски инвеститор таму каде што нема патна инфраструктура не отвора голем стратешки инвестициски производствен објект. Модерните автопати исто така ја зголемуваат и безбедноста на сообраќајот, што значи сигурност за граѓаните кои што патуваат по нив. Изминатата година ние докажавме пред граѓаните дека одговорно и исклучиво за развој ги користиме финансиските средства. Само минатата година во услови на најголема криза беа инвестирани од буџетот 465 милиони евра, што е историски најголем износ на годишни инвестиции во државата. Во последните 3 години, 2020, 2021 и 2022 година, во услови исто така на криза инвестирани се 1,1 милиарди евра од буџетот. Во последните 32 години во државата се изградени и пуштени во употреба 186 километри автопати или по 5,8 километри годишно. Со овој договор за коридорите 8 и 10D се предвидува да се изградат околу 110 километри нови модерни автопатишта во следните 5 години или по 23 километри годишно. Затоа што тоа е начин на кој што се градат автопатишта и кој што може да се види и во Србија, и во Косово, и во Хрватска, и во Црна Гора, и во Албанија. Во однос на транспарентноста, нема ништо тајно во договорот. Прво, овој процес трае 2 години. Односењето на специјалниот закон, кој што и вие го поддржавте, преку управувачкиот комитет, преку потпишувањето на договорите и со надзорот, и со Бехтел и Енка, сите клучни точки и суштината беа пред очите на јавноста. До сега се одржани неколку брифинзи и сите функционери кои се вклучени во процесот
На располагање им стојат на новинарите и секако на сите други кои што имаат прашања и додека трае целиот процес, сите институции ќе бидат на располагање. Клучните елементи од договорот кои што се од интерес на граѓаните се достапни на јавноста и никогаш не биле тајна. Вредноста на договорот, начинот на реализација на договорот, како ќе се трошат парите на граѓаните, сето тоа секогаш било јавно и достапно како информација. Јавното предпријатие за државни патишта, по барање на јавното обвинителство, ја има доставено целокупната документација за избор на јавна набавка за надзор и правен трансакцијски советник за овој голем проект, а во постапка е доставување на договорот за градба и инфраструктурните коридори 8 и 10D подпишан со конзорциумот Бехтел и Енка. Исто така, овој договор, веќе го информиравме председателот на собранието, дека во соодветна собраниска процедура сите детали од договорот за изградба и проектирање на коридорите ќе бидат презентирани пред пратениците со соодветен сертификат и пратениците ќе можат да се уверат во сите детали дека соодветствуваат со специјалниот закон кој што тие го имаат донесено. Важно исто така да се истакне дека секој исплатен денар од државата за израду на коридорите ќе биде јавно објавен на отворени финансии и достапен на сите граѓани. И секоја институција треба да придонесе во реализацијата на овој голем проект. Во однос на промената на законските решенија, ова означува единствено доуредување на постоечките закони со кои ќе се обезбеди побрзо и поквалитетно изведување на стратешките проекти, како што е овој од исклучително големо државно значење. Со овие измени се поедноставуваат процедурите и се поедноставува и основа делувањето на терен. Ова не е непознат процес. Ние исто така имаме менувано голем број на законски решенија со кои што се поедноставува изградбата на одредени дејности во државата и со кои што се унапредија голем број на значајни инфраструктурни области во државата. Измените на законите се единствено ажурирање на детектираните точки кои досега ни правеле успорување, односно на институциите, да можат побрзо да ги изведуваат работите на терен и да добиеме модерни автопатишта по кои што ќе можат да се возат овие генерации, а не генерации кои што се уште не се родени. За пример, ако го земеме Кичево Охрид, за кој буквално од проектот беше репроектиран, со постоечките законски решенија на институциите им требаа 5 години за да ги изменат проектите, да ја изменат трасата, да ги проектираат клучките и да завршат со експроприација на земјиштето. Сите овие измени, овие процеси се образуваат, но ниту една измена не е на штета на граѓаните. И само за подсетување, автопатот Кичево Охрид досега се потрошени 600 милиони евра, ниту 1 сантиметар автопат не е пуштен заради лошото проектирање на трасата која поминуваше низ села, врз гробишта и врз резервоари за вода. Во однос на тајност на договорот со Бехтел и Енка, како и секој друг договор од овој вид, подразбира и приватност и доверливост. Тоа го има секој договор кој што е подпишан и со ЕБОР и со други изведувачи, а се однесува на технолошките процеси кои што се наведени од страна на договорната страна. Што се однесува до пенали, нема никакви пенали, ниту во договорот стои исплата на пенали. Државата има опција автопатите да се градат во временски рок, што го зададе владата, во рокот 4 години и 7 месеци, или да прифатиме да се градат по постојната регулатива, која што ќе значи подолго време на градење, која што досега го гледавме на аутопатиштата низ државата. Првата исплата во однос на овој договор е за авансот за почеток на градежните работи и секој исплатен денар што ќе биде од државата кон јавното предпријатие за државни патишта и потоа кон фирмата проектант и изведувач ќе биде објавен на отворени финансии и граѓаните ќе знаат точно за што се исплаќаат парите. Во однос на експроприацијата, предложените измени на законот за експроприација кои што се во собраниска процедура важат и во моментов ги има во сегашното законско решение. Значи и сега градбата на делницата продолжува без второстепена постапка. Со измените на законот за градење има нова постапка и систем за граѓење, кој прво се одобрува урбанистичкиот проект, кој ќе ја утврди трасата, пошто ќе започне постапката за експроприација на земјиштето.
Сите детали во однос на овој дел, со оглед на ограниченото време, можете да ги видите во